Новата учебна година започна, но старите проблеми останаа. Информацијата што основните и средните училишта ја доставија до Советот беше оценета како некомплетна, посебно заради трошоците што се прават со нивното редовно функционирање, односно за непокриените долгови по повеќе основи. Ова беше повод за загревање на атмосферата во советничките клупи и барање од опозиционерите да се дадат дополнителни објаснувања за состојбата во која се наоѓа образованието кај нас. Градоначалникот минатата седница отворено овде од говорницата кажа дека не ни се трансферирани пари за превоз на учениците. Од друга страна, ако ја слушневме изјавата на Спиро Ристовски, заменик министерот, се добива впечаток дека всушност парите од централната власт се трансферирани, меѓутоа општините не работат како што треба. Сега мене како советник, а и како граѓанин, тука ми прави дилема. Значи и во оваа информација не е поместено дека нашите училишта се во долгови и не можат правилно да функционираат. Во извештајот кој што е сместен стои дека вкупно околу 780 ученици од основното и средното образование користат превоз, што како податок не е коректно. Било кој што барем малку работи со оваа проблематика што се занимава би требало да знае дека само со Гошо Викентиев од прилика има околу 700 ученика кои што користат превоз. Сакам да кажам дека вакви, верувам, ненамерни грешки кои што се направени во извештаите, кои што се официјални документи, треба да се проверуваат и да се коригираат. Сега, врз основа на резултатите кои што се објавени во таа табела, треба да направиме една пресметка, би излегло да се повикуваме на оние што ги има померено по Куманова дека 2-3 евра кошта превозот. Како приоритетен проблем на општината број 1 треба да биде предочен пред централната власт и неопходно е да се обезбедат средства до крајот на годината за подмирување барем на делумно од овие обврски, ако не на сите. Значи, модалитетите од типот на изјави само дека општинската администрација или градоначалникот дава се од себе за ова, не се доволни. Навистина мора да легнат средствата на сметката за да бидат подмирени дел од трошоците. Во спротивно ќе се соочиме со други несакани проблеми. Се поставува после има, колешката Лијана тоа убаво го кажа, значи се поставува едно повеќе од логичко прашање кој сега лажи, дали заменик министерот Спиро Ристовски или самиот градоначалник, односно тој кажа дека парите од централната власт се трансферирани до локалната, меѓутоа долговите остануваат. Сакаме јасни одговори од градоначалникот, дали ќе ги анулира долговите до крајот на својот мандат, му остануваат уште 4-5 месеци, или како најнеуспешен градоначалник во историјата на локалната самоуправа во Кочани ќе ги остави во наследство на некој иден градоначалник. Одговор на прашањето од советниците дојде од општинската администрација со образложение за изнесените податоци во информацијата за почетокот на учебната година. Беше спомната ставката за ученици кои што користат превоз. Навистина една графа недостасува, значи треба да се допише дека вкупно ученици кои користат превоз се 1095 ученици. Понатаму, зашто се намалени блок дотациите, прашање од советникот Ѓорѓе Алексов. Знаеме дека тоа се работи според формула, во која што, освен основната ставка, се вклучени и бројот на ученици, бројот на згради, значи повеќе параметри, тоа ние не го одредуваме, значи ја добиваме според таа формула тие средства. Објаснувањата што беа дадени не ги задоволија барањата на советниците, чија оценка беше дека градоначалникот треба да даде дополнително образложение за долговите на училиштата. Има реакции што јас еднаш и со градоначалникот разговарав и го поставив како советничко прашање. Се случува на една улица да може до куќата пред нив детето да користи превоз, а после тоа не. Значи, дефинитивно ќе замолам некоја стратегија да се направи во поглед на тоа. Во спротивно, постојано ќе дискутираме на оваа работа и секако ќе кажам, се трошат народни пари за нешто за кое што всушност ние немаме концепт како општина. Значи долговите се направени по разни основи, сомнителни основи, ненормално, енормни долгови. Градоначалникот не е во состојба да ги врати долговите, бил во состојба само да ги направи
и према тоа секој ден градоначелник без разлика од која партија ќе дојде на власт во март или во април ќе има мираз од актуелниот градоначелник 1.000.000 евра долгове во сите училишта во општина Кочани. По паузата што следеше поради загреаните дискусии, информацијата беше усвоена со гласовите на мнозинството во Советот. Сепак, дел од прашањата за долговите и лошата финансиска состојба на училиштата не добија соодветен одговор, поради што советниците кои ги поставија прашањата изразија незадоволство од односот на општинската власт.